Нема избор, но има нова ситуација во адхок телото за контрола на медиумите. Кандидатот Дауд Даути денеска ја повлече својата кандидатура од трката за петиот член во комисијата. Во образложението испратено до агенцијата и новинарската четворка предложена од двете политички партии, освен работната биографија, Даути наведува дека моделот на избор за кој се договориле партиите ја покажа сета своја фаличност, а помалку и фарсичност. Очигледно е дека нереално било да се очекува едно тело во кој членовите се избрани по паритетна основа од два спротивставени субјекти да го изберат со консензус петиот член, дури и да нема политика за тоа. За подобноста на кандидатите во најтесниот круг веќе стана нерелевантен професионалниот бекграунд, туку предпоставената поддршка што на кандидатите им ја пружаат партиите зад завесата. Кандидатурата бара Даути да ја сметаат за непостоечка со цел тој да не биде пречка во одлуката за избори, сметајќи го својот против кандидат за достоен успешно да ја заврши работата. На повлекувањето гледа како на излез од ќорсокакот во кој западна адхок телото. Повлекувањето на Дауд Даути, инаку поранешен член на лустраторската комисија, а во трката за член на адхок телото со поддршка од владеачката ДУИ, го поздравија од опозицијската СДСМ. Со тоа, веќе не постои натамошна пречка четворицата избрани членови да го изберат единствениот преостанат кандидат и да го комплетираат составот на телото. СДСМ го повикува адхок телото да почне да работи во својот законски рок. Сега во трка остануваат 10 кандидати. Позициите на дел од членовите и натаму не отстапуваат од кандидатот Сефер Тахири, кој пак за другата половина од адхок телото е неприфатлив поради неговото учество на протестите. Има време, вели новинарската четворка, која и натаму е без консензус. Мислам дека сега можеме да донесеме објективно решение кој што се надевам дека за целата јавност и за сите медиуми ќе биде прифатливо и конечно да трне нешто во државата. Не е ова прашање преди кое што би се откажали или одложили изборите, но се разбира, мислам, знаете, да има согласност. Сега сигурно ќе има и понатаму нови прашања отворени додека траат тие 100 дена до изборите, бидејќи ставовите на партиите очигледно се толку радикално спротивставени околу тоа дали и како треба да се мониторираат, казнуваат медиумите, дали треба да се дозволи слобода да известуваат, така да тоа прашање сметете секако дека ќе биде отворено до денот на изборите. Членовите на комисијата не ја исклучуваат можноста да се комплетираат до предлидерската средба или прашањето да остане отворено без да го одложи датумот за избори.